Ана Велиновска е македонска пианистка, истражувачка и изведувачка на современа класична музика. Името на Ана Велиновска веќе е и светски познато. Многу ми е драго и многу ми е чест што токму во емисијата од своја страна ќе проговориме за незината успешна достигашна кариера, за незиниот образовен пат, како и за се она кое што стои позади незиното име. Ептен се радувам за ова наша дружба и ова наше интервју. Да не ложиме многу во најавата, јас ке си ја поздравам мојата гостинка. Ана, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Еве конечно да се подружиме вака од своја страна. Добар ден, Вики, благодарам многу за поканата. Како си? Совршено, дома сум. Дома си, Да. Така е. Дома си значи дека не толку често си дома. Во мојата најава имаше и уште неколку реченици, меѓутоа, ајде тоа ти ќе ни го кажеш. Првично образованието го започнуваш овде на Факултетот за драмска уметност во Скопје, меѓутоа после продолжуваш надвор од државата. Како, Ана, се одвиваше твојот животно образовен пат, јас така ќе кажам? Да, образованието најпрво го стекнувам тука, во Македонија, на Факултетот за музичка уметност, а сега, тоест потоа продолжив со магистерски студии во Швајцарија, а сега веќе сум докторант, истражувач во Белгија. Така да може да се каже дека мојата пасија се наоѓа на пресекот помеѓу концертната дејност и научно-истражувачката дејност. Така и те најавив како наша млада успешна пианистка, меѓутоа и истражувачка, затоа истражувачка нешто малце подоцна. Која е пианистката Ана Велиновска за која што слушна светот? Па, јас сум, да, македонска пианистка, во моментот живеам во Швајцарија. Кога треба да се представам себе си како уметника, како и пианистка, јас сум специјалист за современа музика. За дела кои се напишани, музички дела кои се напишани во 20-тиот и 21-виот век. Најчесто мене ми се доверуваат светски премиери на дела. И не знам, сигурна сум дека вашите гледачи обично приметуваат дека пианистите најчесто на сцена свират користејќи ги само 88-те клавиши на пијаното и покрај тоа што станува збор за еден огромен инструмент. Јас сум пианистка која не свири само на клавишите, туку го користам пијаното во целост, значи во голема мера свирам и во внатрешноста на пијаното. Обично има еден пример со залепи добро за мене. Ги прашувам, кога ќе ме прашаат што значи тоа современа пианистка, јас ги прашувам луѓето дали чуле како звучи пијаното кога помеѓу жиците има вилјушка за десерт. И тоа е секогаш добра најава за моите концерти, сите сакаат да дојдат да чујат како звучи пијаното кога има вилјушка помеѓу жиците. Меѓутоа, нели, сега некој ќе си постави прашање, а зошто да се свири, Вики, на тој начин на пијаното? Нели, а зошто не традиционално? Така, и мене тоа ми остави впечаток читајќи ја твојата биографија, посебни техники, нешто и софтверско прочитав, меѓутоа не толку разбрав, бидејќи сум лаик во однос на пијаното и современата музика. Во голема мера во моите настапи и соработки со композитори се обрнува аспекти на технологијата, тоест на употреба на технологија во нова класична музика, бидејќи отвара, нели, нови хоризонти за нас. Но и зошто оваков начин на свирење на пијаното? Знаете, тоа создава пред се нови звучни можности, нови звучни бои, нови опции за раскажување на музички приказни. И ни отвара еден нов свет на искажување на нашата порака и обично, знаете како се вели, се она што не можеме да кажеме со зборови, го кажуваме со музика. И од тука јас сум отворена и кон тој начин на експериментирање со пијаното, каде пијаното се претвора во еден начин на Пандорина кутија, кога ќе отворите, одвнатре излегуваат прекрасни, неочекувани звуци. Се прават ли токму овие техники кои што сега ги кажавме автентична, посебна во својата професија? Па, видете, јас се надевам дека ме прават. Целта не е за да бидам јас посебна или приметлива, целта е
поради љубовта кон музиката. Сето тоа се роди благодарение на бројните соработки со композитори. Од тука јас сум некој кој верува во доживотното учење. И сите тие соработки со композитори, со истакнати уметници, кај мене влијаат да си го отворам умот барајки по нови звуци и нови емоции од пијаното. Пред малку подлабоко да навлеземе во твојата кариера, јас ќе те запрашам на самиот почеток кој ти ја пренесува љубовта кон класичната музика, еве конкретно? Па, кога бев дете, кога бев млада, веројатно најголемиот виновник беше мојата мајка. Кога ќе прашате музички уметник во Македонија, нели, дали потекнува од музичко семејство, најчесто одговорот е да. И цела фамилија се музичари. Кај мене не е тоа случајот, никој не е музичар од моето семејство. Меѓутоа, мајка ми е школувана и има, што се вели, на добро уво. До ден денес е мојата најголема поддршка, но и мојот најголем критичар. Токму она што ми треба, како можам некој кој што можам да се јавам во секое време за совет или пак за мислење. Од тука, навистина сум и благодарна. Таа го отвори светот на музиката за мене и до ден денес е мојата најголема поддршка. Зошто школување надвор од границите на татковината, а колку државата ги препознава талентите, колку вложува еве конкретно во музиката, во музичкото образование кај нас? Или ти сепак се гледаш од секогаш надвор? Па видете, како специјалистка за современа музика, Македонија во овој момент не може некого да го направи специјалист за современа класична музика, бидејќи немаме наставно студиска програма на ниту еден од факултетите за музичка уметност. Од друга страна пак и како истражувач, јас сега во докторатот се занимавам со уметнички истражувања, нас тука и тоа ни е кусур. Од тука ете, како што реков, верувајќи во доживотното учење, меѓутоа и желна за нови знаења, за нови едукативни дестинации, мојата одлука беше да заминам да се школувам во Швајцарија по студиите во Македонија, а сега и во Белгија, бидејќи знаете како се вели. Човек, ајде една метафора, како уметникот што внимателно ја избира палетата за цртеж, така и секој од нас ги избира едукативните дестинации. Веќе да, тоа е значајно за академските достигнувања, но тоа е онај кој што направи сите нас како си го цртаме нашиот портрет како личности на крајот. Зошто токму Швајцарија? Па Швајцарија е една од водечките сили во современата класична музика. Те имаат донесено одлука дека огромен дел од нивните средства ќе се инвестираат во современа музика. И од тука, решив да си ја пробам среќата дали би можела да бидам пред се примена во Швајцарија и примена бев. Значи, тој предизвик го поминав многу лесно. Потоа се создаде еден предизвик, нели Швајцарија е навистина скапа земја за живот и како секој кој ќе се пресели во Швајцарија, првиот предизвик беше како ќе преживеам. Так. За среќа тој предизвик брзо го совладав, бидејќи што се вели уште во првиот семестар освоив 7 стипендии. И потоа кај мене се создаде еден друг предизвик. Почнав да си го поставувам прашањето сама на себе. Па добро, зошто Швајцарија го вложи сето ова во мене, а Македонија не го вложи? Зошто? До ден денес го немам одговорот, меѓутоа тоа е прашање кое веројатно и многу други млади луѓе си го поставуваат. Не знам која е причината поради која младите не чувствуваме дека го добиваме Да не речам тоа што го заслужуваме, меѓутоа шанса за да си го заслужиме успехот. Обично и кога ќе речат политичарите прав човек на право место. Не оди тоа баш така, само да го земете правиот човек и да го ставите на право место. Ние, човечките суштества, сме навистина специфични. Секој од нас има потреба за да почувствува сатисфакција, да почувствува еден вид на страгл, на позитивна борба, да си го заслужи местото. Значи, вие да дадете некому некаква шанса, а имено ние во повеќе од 30 години самостојно сме сведочеле дека прави луѓе биле на прави места, меѓутоа сепак нешто не испаѓало како што треба. Не функционирало како што треба. Тоа е она, бидејќи секој од нас чувствува дека за да дојде до нешто не оди низ вистински страгл, низ вистинска борба, шанса за да си ја докаже вредност.
Значи не е само земи го некој квалитетен и стави го на местото. Мора да почувствува дека самиот го заслужи. А сите сме свесни, бидејќи владе непотизам, владе корупција, дека тоа не оди баш така како што оди низ развиените европски земји. Може би најверојатно ќе требаат суштински реформи од корен. Апсолутно, да се промени системот, значи да се промени рутата за постигнување успех во Македонија. Секој од нас да си го заслужи успехот. Сите ние сакаме шанса да го заслужиме успехот, а не нешто од ведро небо да ни падне. Токму така. Каде е културата и уметноста на светско ниво, колку се негува за разлика? Еве јас пак ја кажам, ќе ја дадам за пример оваа мала земја. Колку луѓето на светско ниво ја негуваат и ја вреднуваат културата и уметноста, Ана? Па да, видете, Македонија има навистина голем број на таленти. Значи млади луѓе кои што се талентирани. Но говорејќи за музиката како уметност, за да се создаде кадар, тука морам да потенцирам дека музичкото образование е скапо образование. Да објаснам. За се школува еден пијанист изведувач, виолинист изведувач, соло пејач. За нас, за еден талент е потребен еден експерт, тоест еден професор. Нашата настава е индивидуална. За да го доловам примерот, да го објаснам прецизно, хирурзи се обучуваат по 10 мина во просторија. Значи, за нас доаѓа еден наставник за еден човек. И од тука музичкото образование не е шега, не е на некој да го дадете кој што нема доволно искуство во таа сфера, кој што не може да води соодветно ресор за култура и за уметност, кој што нема доволно литература позади него да го поддржи. Значи не е играчка, тоа е скапо образование. Да се создадат уметници е голем влог од државата. И од тука мора мудро да се прават сите одлуки. Нема простор тука не смее да има простор за непотизам и за корупција. Нескромно ми импресионираше твојата биографија во која што стојат многу стипендии, како и што самата кажа, првично 7 од Швајцарија која што те поддржува, а потоа и многу други и награди исто така, меѓутоа и концерти. Што досега ја одбележа кариерата на Ана Велиновска? Ајде да вака малку повеќе да приближиме до нашите гледачи. Па да, Вики ти супер кажа. Почетокот во Швајцарија веројатно тој шокот веднаш да освојам награди ми значеше многу, секако и од финансиска природа во тој момент. Меѓутоа и мотивирачки се надевам. Секако, во огромна мера. Од денешен аспект, сушност и ова ти што го кажа, доколку треба да изберам нешто мотивирачко, секако дека ми значат сите награди кои што сум ги добивала низ животот во Цирих, во Луцен, низ Германија и Австрија за иновативност, но посебно ми значи бидејќи минатата година швајцарска пијанистка во нејзиниот магистарски труд, всушност не само што ме споменува мене со мојот начин на изведби на пијаното, туку нејзиниот магистарски труд го започнува. Првата реченица е за мене и дека јас сум била инспирација за да го напише трудот. Од тука јас мислам дека секој уметник цели кон тоа да биде инспирација за истражувања и да предизвикува неговото име да се поврзува со она што се вели state of the art. Така да можеби од награди и признанија јас би издвоила нешто така што е многу тешко да се наведе во некое CV, меѓутоа навистина значи многу за мене. Така. Каде можеме се да те гледаме, каде можеме да те поддржуваме, Ана? Која е твојата најголема поддршка во текот на сите овие години наназад? Па да, поддршката секако дека ми е семејството. Каде и да одам, моите блиски се тука, сите се во Македонија и дома ме влече. Така да постојано и пред концерти јас настапувам низ цела Европа, најчесто сум стационирана во Швајцарија и многу лесно се поврзувам со Централна Европа земјите. Меѓутоа да, и пред концерти каде и да патувам, без разлика дали сум во Белгија, во Швајцарија, во Германија, во Австрија, во Италија, моите се тука нели на видео повик за поддршка пред настап, ти можеш, ние веруваме во тебе. Така да без нив сигурно дека ништо не може. Претпоставувам дека е клучна и многу важна таквата поддршка, како и за сите нас, нели. Кажи ми што е следно на твојата агенда? Кажавме докторски студии, претпоставувам исто насочени во областа на класичната музика. Така, да, моите докторски студии се наоѓаат на пресекот, да речеме, помеѓу интерпретацијата, композицијата
композицијата и музикологијата. Сега сум докторант истражувач на најдобриот белгиски универзитет, кој е рангиран во најдобрите 50 универзитети во светот. Инаку, бидејќи веќе година дена сум докторант и при комуникација со луѓе забележувам дека луѓето во Македонија често читаат, нели, професор, доктор, но си поставуваат на многу логично прашање. Зошто се доктори кога не лечат никога? И, мислам, за некој кој не е, нели, во сферата на академијата и на универзитетските или пак како научник истражувач, логично е да си постави едно такво прашање. Имено моите докторски студии на PhD, што треба да станам доктор на науки, се надевам набрзо, тоа всушност значи, почитувани гледачи, доаѓа од латинскиот docere, што значи да предаваш. И докторските студии на некој начин представуваат, нели, повеќе годишно самостојно оригинално истражување кое е, нели, секако под супервизија на професори, тоест истакнати истражувачи од универзитетот, и на крајот доаѓа како, нели, финално признание од универзитетот за сиот труд вложен во вистинскиот предизвик кој што се докторските студии, и на крајот универзитетот вели: честитки, ти си сега докере на латински, ти си доктор, што значи дека може да предаваш. И од тука е тоа доктор на науки. Која е највисоката цел во твојата кариера која што си ја поставуваш? Па, највисока цел е веројатно да продолжам со некој вакво слично темпо, можеби со посилно темпо, посилно од ова? Да изведувам нови дела. Вистина е дека во изминатите 4 години мене не ми текнува на ниту еден ден кога јас не сум имала ново дело, значи нова композиција, да не поминува ни с мојот ум или ни с моите прсти, да не подготвувам нешто за светска премиера. И тоа е навистина благослов. Навистина голем благослов. Кога мечтаев за да бидам пианистка, веројатно не бев свесна доволно за овој сегмент. Знаеш, сега веќе ја гледам буквално од една друга страна како се создаваат музички дела, како се создаваат нови креации, како размислуваат композиторските гении. И не знам, кај нас веројатно не се говори доволно на оваа тема. Имаме, мислам, нели, од политичарите наши, тие знаат да излезат како Министерската за култура која рече: ајде малку весело, како не рече на... Всушност не оди тоа така. Со создавањето на голема уметност. Голема е филозофија, тежок е патот за да се создаде едно уметничко дело. Еве, можам да дадам и пример, без да користам метафора, има еден исклучителен труд. Трудот е на економист, на човек кој е економист, но без грижа нема да говорам за економија. Трудот е за тројца композитори. Веројатно сите гледачи чуле за Јохан Себастијан Бах, Лудвиг ван Бетовен и Франц Лист. Трите, веројатно, најголеми композитори кои некогаш се родиле. Так. Што се случува во трудот? Како се создава едно уметничко дело? Како се создава една композиција? Трудот инаку е објавен во Review of Economics and Statistics, на вистина престижно списание. Во трудот се анализираат 1400 писма од овие три големи композитори. Зошто? Пред се, бидејќи тројцата великани многу пишувале писма, а и бидејќи поради некои чудни околности во историјата на музиката, за среќа тие писма ги имаме. Што се случува во трудот? Ќе се обидам да објаснам на наједноставен начин. Истражувачот прави анализа на зборовите на композиторите, значи какви емоции се изразуваат со одредени зборови, значи дали се тага или среќа. И тоа го врзува со нивното производство на нови музички композиции. Трудот покажува дека емоциите кај композиторот, посебно негативните емоции, во голема мера влијаат на производство на нови дела. Негативните емоции кај композиторот можат да предвестат создавање на ново музичко дело, или пак ова да го кажам најпрецизно што можам, зголемување од 38% на тага како емоција кај композиторите во просек носи едно ново гениално дело. И тоа се навистина запрепастувачки, мислам, информации. Тоа е навистина значаен труд.
Обично ние во биографиите читаме какво големо дело е направено, што е постигнато со тоа дело, но многу ретко читаме ни што се поминуваме уметниците за да создадеме едно уметничко дело. И јас навистина како дете не сум ни помислувала на нешто дека сега ќе бидам од оваа страна да сведочам на создавање на уметнички дела и мене да ми се доверуваат светски премиери на дела од гениални композитори. И навистина моите мечти за понатаму се да останам во некоја поврзаност со композитори, да продолжам да соработувам и да продолжам онаа на која и се доверуваат дела светски премиери. Се чувствува ли гордо девојчето кое што толку мала земја сега е рамо до рамо со светски композитори? Па видете, како што реков, јас верувам во филозофијата на доживотното учење. Секоја средба, секоја можност за комуникација со уметници, со композитори е навистина голем благослов. И мојата професија ете на тој начин, покрај тоа што комуницирам, ми се доверуваат најголемите тајни за создавање на нови композиции за пијано и за ансамбл. Ете, имам прилика и да шетам заедно со други уметници. Значи, да го видам светот. Од тука, па да, веројатно не сум ни знаела дека можам за ова да мечтам. Како ете, старев, ми се прошируваше сонот и не верувам дека за нешто би го сменила во овој момент мојот сон. Ана, каква е соработката со нашите овде домашни изведувачи, со твоите колеги? Можеби заедно подготвувате нешто за овде? Имаш ли ти настапи овде кога доаѓаш? Тоа не те прашав. Тоа е добро прашање. Тешко прашање, длабока рана. Не, дома не настапувам, за жал, да бидам искрена, откако дипломирав во Македонија, соло немам отсвирано ниту една нота. Меѓутоа, нели, ајде на поведрата страна, со македонски уметници, да, соработувам, со некои од нив и многу добро соработувам, но тука треба да се спомене, соработуваме за надвор, а не за кај нас. Еве, за кај нас, доколку треба да извлечаме еден посветол пример, минатата година факултетот за музичка уметност, каде дипломирав и првпат магистрирав, ме покани да одржам работилница со нивните студенти. И верувајте ми, до денес, значи поминато е повеќе од година дена, студентите се обраќаат кај мене за нешто многу интересно, нели, за да продолжиме комуникација, за нешто многу интересно што впрочем не беше мојата цел поради која бев поканета на факултетот за музичка уметност. Јас требаше да говорам тогаш за современа музика, за современа класична музика и да, фокусот на настанот беше во целост на современа класична музика, но на крајот од настанот имаше прашања и одговори помеѓу мене и помладите колеги. И знаеш, Вики, што се наметна? Прашањето како да создадеме кариера по завршувањето на музичките студии. И јас, како што ме дало небо, викам, дечки, вака. Тоа секако не е мое. Вие треба да направите вака. Туку кога сум тука, ајде ќе проговорам со вас за нешто што сум имала среќа да бидам на право место и право време, со мене да проговори некој кој е многу поискусен од мене. И тогаш им раскажав една приказна за како да се создаде кариера по завршувањето на музичките студии. Приказна која мене ми има раскажано еден сопран од Норвешка, која беше дојдена за време на моите магистерски студии во Швајцарија како визитинг професор. И настанот појде во овој правец, Вики. Прво ги замолив сите присутни, имено освен студенти имаше и професори, и сите професори сакаат да учествуваат во тој мал експеримент. Сите ги замолив, како уметници, за себе, да помислат на 3 работи кои се добри како уметници. Значи, тоа би можело да биде имам добра техника, брзо свирам, многу сум музикален. Кога ќе седнам на сцена, сите ги расплакувам, инаку да расплачеш некој на сцена е голема дарба. Не знам, брзо меморирам, добро свирам, добро корепетирам, добро свирам, придружувам други изведувачи. Значи, самите да си бидат искрени со себе и да се смислат 3 работи во кои се добри како уметници, како музичари. Добро, помина 5 минути,
рекоа сите, кренаа рака дека си имаат смислено и ги замолив секако никому ништо да не кажуваат за тоа. Самите со себе да си признаат. Потоа ги замолив да смислат, тоест да си признаат самите на себе 3 лоши работи кои ги имаат како уметници. Знаете, тоа е многу тешко, бидејќи ние уметниците, уметноста е нашиот живот, нели? За она што не ти оди добро, е многу тешко понекогаш да бидеш искрен. Во Швајцарија, кога норвежанката го побара тоа од нас, на сите нели ни требаше малку време да бидеме искрени. Тука во Македонија се случи обратното. Само што побарав од нив да смислат 3 работи во кои не се добри, веднаш ги кренаа рацете. Леле, викам, што е ова, луѓе? Многу сме самокритични, ми вела. Добро, викам. Паметете ги добрите страни за вас како нели уметници и лошите страни. И сега викам, слушајте ме внимателно. Откако ќе ги завршите музичките студии, знаете ли што треба да правите? Да работите на вашите позитивни страни. Тоа не значи дека треба да ги занимарите вашите негативни страни. И секако им потенцирав дека не е тоа од трема, и денес ова не е од трема, не е дека ја смешав. Навистина мислам дека уметниците по завршувањето на студиите треба да продолжуваме секојдневно да работиме на себе и да се надоградуваме на нашите добри страни. Тоа не значи да ги занемариме веќе лошите страни. Посебно не во текот на студиите. Нели затоа се дојдени експерти за да ги коригираат сите работи кои што можат да ги коригираат кај нас. Но по завршувањето на студиите е многу значено секојдневно да се инвестира во она што е добро кај нас. Јас сум приметила дека ние имаме прекрасни таленти кои по завршувањето на студиите, за жал, се уште фокусот, па можеби во текот на целиот нивни живот е само на она што не е толку квалитетно кај нив. И да, тие многу напредуваат. Постигнуваат напредок. Но што се случува? Она што е добро и она што лошото што си го напреднал, тоа геш до некој просек. Вистинските уметници, оние кои знаат, нели, кои што поминале за да изградат кариера, се оние кои што играат мудро, ете да речеме. Она што е веќе добро кај нив, го надоградуваат секојдневно. И на тој начин прераснуваат во нешто посебно. И знаете ли која е дефиницијата кога некој ќе ве праша зошто некој пианист или некој изведувач или некој уметник е добар? Па затоа што е посебен. Така, секој на свој начин, автентичен, секој за себе приказна. Ана, многу е убаво ова да се слушне вака од човек кој што лично го доживеал, кој што лично го поминал, и претпоставувам токму поради тоа и го побарале од тебе тие студенти. Колку те ангажираат? Еве овде кажа дека не настапуваш, меѓутоа еве токму за вакви конференции, можеби и средби на луѓе кои што се успешни во она што го прават, за да го пренесеш. Па, искрено да бидам, и тоа е ретко. Ете, ова е еден редок пример кој беше... Јас се запознавме на еден убав настан. На прекрасен настан, на конференција која што беше во Охрид. Јас сум жена во Охрид. Прекрасна конференција, така да... Ке се сложиш со мене дека не се потребни повеќе. Да, навистина тоа е еден редок пример на таа конференција. Јас сум жена. Сите кои не ја посетиле, оваа 2024 да не ја испушта таа конференција. Има што да се слушне? Да, јас бев, мене ме предложи како панелистка нашата композиторка Дарија Андовска, ме покани Ана Дуковска, прекрасна македонка која живее во Америка, огромен поздрав. Вики ја имавме таму да блесне како водителка. Прекрасна манифестација. Прекрасна манифестација, навистина уживавме, имаше прекрасни обраќања, прекрасни говори, неверојатни приказни и навистина има многу успешни македонки меѓу нас кои имаат што да кажат. Имаат што да кажат и можат многу да допринесат за Македонија. Токму така. Ана, кажавме тука се уште некој ден, ајде што ќе се случува кај тебе следно, каде ќе може да ве гледаме? Да, наредниот период ќе ми биде навистина напорен, но во позитивна смисла. Јас на сите концерти и настапи им се радувам. Ќе изведувам швајцарска премиера на Ное Музик Форум. Потоа одам во Минхен на фестивал. Потоа мојот супервизор на докторски студии постојано се шегува: Ана, во твоите турнеи се надевам, свесна се дека и обврските како докторант, семинари, конференции треба да имаат важна улога, така да потоа одам на докторски семинар каде всушност ме поканија да презентирам нешто што имам сработено како пианистка изведувачка. Станува збор за ново дело.
ќе се обидам наедноставно да го објаснам. Тоа е дело во кое јас како пианистка со моето лице ја креирав електронската музика. Имено вкрстани се 3 софтвери со кои што пианистите, во овој случај јас, електронската музика ја креирам со моите движења на лицето, што го сметам за навистина мое драго дело. Повеќе од година дена се работеше на ова дело. Меѓутоа да, ќе говорам за тоа дело. Неколку пати го изведов веќе оваа година. Еден од настапите кој повторно следи ќе биде за ова дело во Швајцарија. Потоа ќе одам во Гисвил, имам исто така светска премиера. Потоа ќе патувам и до Вилнус во Литванија. До сега не сум настапила во Литванија, така да за тоа искрено се радувам. Така да ова е само напамет што ми падна од агендата неколку настапи кои што ми следуваат. Меѓутоа ќе биде интересна и оваа и следната сезона. Импресивно, Ана, многу ти се радувам за сето она кое што ти следува и секогаш сум подршка, меѓутоа ова е навистина набиена агенда, ќе признаеме. Колку имаш време за себе приватно, тоа ми е прашањето? Па да, јас се обидувам да бидам физички активна. Обожавам да пешачам. И кога одиме да свириме на нови места со мојот ансамбл, каде што не сме настапиле досега, обично правиме, штиклираме ново место за концерт, ново место за прошетка. Оставаме помеѓу генералната проба и концертот едно добри 2-3 часа и сите пешачиме да го видиме местото, каде свириме, што свириме. Навистина во такви нешта уживам. Тоа е најголемата можеби инспирација пред концерт. И полнење на батерии, секако. Да, секако. Обожавам, со воз да патувам низ Швајцарија и навистина сум среќна во тој поглед што, ми се насмевнал животот и среќата да можам тоа да го искусам. Кажи ми, читаш ли македонски автори? Обожавам да читам. Јас и моите пријатели од Арсламина, за секој мој гостин имаме книга подарок, втората месечина од Владо Димовски ја убрав за тебе. Прекрасно. Кога ќе се одмараш од пијаното. Прекрасно. Со умиленото кафе и си најдеш време за ова дело. Моите цимерки обично се шегуваат со мене, сите се претплатени на некакви канали. Јас, благодарение на докторатот, имам предност за да можам да читам научни списанија каде и да посакам и лесно да ми се достапни. И се шегуваат со мене, престани да читаш. Така да, навистина подобар поклон не си можела да одбереш за мене. Така, убаво ќе ти дојде. Да, прекрасно. Многу ти благодарам што одвои време од сето она кое што ти се случува сега да не почестиш со твоето гостување токму нам во телевизија Сонце, токму во мојата авторска емисија од своја страна. Импресивна е твојата биографија, импресивна си како личност. Многу се радувам за овој разговор. Се надевам дека ќе инспирираме многу млади луѓе токму од твојата приказна. Ќе ти посакам многу успех во се што правиш, да бидеш жива и здрава и само напред. Ти благодарам, Вики, кај тебе најголема чест и задоволство да се гостува. Ти благодарам. Така е, почитувани гледачи, разговарам со нашата светски позната пијанистка, истражувачка, изведувачка на современа класична музика, нашата Ана Велиновска. Се надевам дека уживавте и вие како и јас во овој разговор. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и се гледаме за 7 дена од сега.